Благодарам, Антонио, почитувани присутни, председателки, представници на дипломатскиот кор. Жалам што слушаме пораки на евроскептицизам тука во телата, во собранието, во кој што најмногу треба да се работи и на полето на реформите и на тоа што државата треба да испорача за да станеме, како што потенцираше и евроамбасадорот Рокас, полноправна членка на Европската унија. Ниту има алтернатива, ниту некој разговара за алтернативи во Европската унија, сето тоа се спинови на нечии изјави, со цел да се намали дополнително желбата, ентузијазмот на граѓаните за вистинските чекори кои што треба да следат од страна на владата. И му благодарам на амбасадорот Рокас, кој што експлицитно на почетокот кажа дека овој пат нема никаква алтернатива. Ова е наша стратешка определба, уште од независноста на земјата, уште од експертската влада на професорот Клюсев, па првите политички влади на Социјалдемократскиот сојуз, предводени од председателот Бранко Црвенковски, кој што се да и дел од тука присутни актуелни политичари, тоа беа влади кои што го зацртаа овој пат и јасно ги димензионираа политиките да кажат дека немаме ние друга алтернатива. Ова е еден од најлошите извештаи кои што држава го добила од Европската комисија, полоше само тој во 2015 година, кога сме оценети како заробена држава. И сега трендовите не се поразлични, владата се обидува да ги покрие и да врши влијание на сите независни институции кои што се надвор од извршната власт. Најмногу, најсилно, најексплицитно на судската власт, јавен и јасен притисок, што за прв пат предизвика од 1991 година јасна реакција од судската фела. Преседан, би рекол, општествен, не само во државата. И за жал во многу области во кои што порано бележавме успеси, сега има и тоа се дефинира или како ограничен напредок, или нема напредок, или дури назадување. Ама тоа не е нешто што само стои на хартија, тоа е нешто што граѓаните, посебно бизнис секторот, го осеќаат секој ден се повеќе и повеќе. Иако до минатата година имаше само еден услов за почеток на преговорите, а тоа е решавање на билатералниот спор со еден од соседите, после еден ваков извештај, не сум сигурен дека понатаму нема да имаме и други услови да се отпочнат преговорите. Нема напредок во клучните области. Имено и денеска да се случат уставните измени, ние утре нема да можеме да го отвориме првиот кластер за преговори, fundamentals, поради тоа што не сме спремни. Имено, не се донесени патоказот за владење на правото, со акцијскиот план за малцинство како додаток, понатаму патоказот за реформи во јавната администрација и патоказот за функционирање на демократските институции. За сите овие работи собранието не е ниту информирано, ниту консултирано. Владата го држи овој процес затворен, тотално нетранспарентен, надвор од сите инструменти и механизми кои што ова собрание треба да ги користи за да се отвори една дебата и да се донесат квалитетните документи. Од тука се гледа дека ова влада нема политичка волја да ги направи реформите. Жалам што денеска слушам дека денеска и овој период не бил време за реформи. Јасно кажува овој извештај дека реформи нема. Го губиме времето, го завршивме скринингот во 2023 година и ако и следната година, за 26-та добиеме ист таков извештај, се постава прашањето дали Европската унија нема да не врати повторно на ниво на скрининг на државата. Токму денес во Брисел Албанија ја отвара 7-та меѓувладина конференција, ќе го отвори последниот кластер за преговори со Европската унија. Првата меѓувладина конференција државме заедно во 2022 година и затоа ни е потребна јасна политичка волја и активност на владините коалицијски партнери да се припремат
сите инструменти, сите механизми, сите патокази, родмапи, за да станеме спремни да го отвориме првиот кластер, односно темелни вредности. Веќе помина година и пол од оваа влада и нема веќе кој да е крив за овој извештај кој што опфаќа една година од целосно нивно владење. Граѓаните тоа го очекуваат напредок, очекуваат вистински, видливи резултати кои што може да ги почувствуваат, а не само изговори, теории на заговор или ароганција. Во извештајот се нагласува дека државата имала првата меѓувладина седница во јули 22, дека успешно е завршен скринингот во декември 23 година, се оценува дека има добри односи со сите држави кандидати и дека се очекува од нас целосно спроведување на договорите за добрососедство со Грција и Бугарија. Собранието, иако се оценува за генерално функционално, сепак за него се укажува дека има висока поларизација, ниско ниво за соработка и заедничка работа при спроведување на реформската агенда за европските интеграции. Исто така се укажува на обврската на државата преку собранието со двотретинско мнозинство да се спроведат уставните измени за проширување на листата на заедници кои не се мнозинство во уставната преамбула како неопходен преуслов за продолжување на преговори за членство со ЕУ. Понатаму, нема напредок во делот на реформи за правосудството и темелните права. Клучното поглавје 23. Генералната независност и финансиска автономија на правосудството се подкопани со вмешување и притисок од други гранки на власта за притисок врз членовите на Судскиот совет. Европската комисија се задржа на 3 клучни препораки во оваа област на правосудството. Донесување на закон за парнична постапка, согласно европското законодавство, закон кој се носи со двотретинско мнозинство и кој беше во собраниска постапка во претходниот собраниски состав и за брзана имплементација на стратегијата за реформи во судството. Понатаму, да се зајакне улогата на Судскиот совет со зголемување неговата транспарентност и независност согласно препораките на оценската мисија од 23 година. Понатаму, зајакнување и доследна примена на АКМИ системот на електронско управување на судските случаи. Следно, нема напредок ниту во борбата против корупцијата, според Европската комисија. Таа станува доминантна во многу области и представува предмет на сериозна загриженост. Јавното обвинителство треба да се зајакне кадровски во истражните центри и да ја подобри ефикасноста на работата во случаите на висока корупција. Клучни препораки за борба против корупција, донесување на нов кривичен закон за ефикасна борба против корупцијата, подобрување на имплементацијата на антикорупцијска стратегија, спроведување на препораките на ГРЕКО и соодветна подготовка на нова антикорупцијска стратегија 26-30 година. Понатаму, доволно човечки и финансиски ресурси на јавното обвинителство и сите негови структури. Во дело на медиумските слободи, нешто што сметам дека е многу важно, а некако се става по страна во последниот период. Европската комисија укажува на ограничен напредок, препорачувајќи измена законска рамка за медиуми, особено во дело на транспарентност на собственоста на медиумите, распределба на јавни пари на приватни медиуми, како и заштита на правата од интелектуална собственост. Во овој дел се коментира и потребата од стратегија за реформа на националниот сервис МРТВ. Сериозна критика има и во делот на економските критериуми. Во тој дел, Европската комисија утврдува дека владата нема напредок во клучни реформи поврзани со економските критериуми. Доцни со плановите за фискална консолидација, ги одложи сите планови за имплементација на закон за органски буџет кој требаше да започне во 2025 година. Владата не изразила интерес за последната транша на макрофинансиска поддршка од ЕУ, која е поврзана со правење неопходни реформи, а представува неповратна финансиска помош. Освен што губиме средства од неспроведување на реформската агенда, нема доволно пари предвидени и за спроведување нистата. Од тука се потврдува немањето политичка волја да се продолжи со реформите. Би завршил со сегментот образование. Тоа беше една точка која што дискутиравме на еден од претходните
средби констатира Европската комисија дека нашите ученици се едни од последните на меѓународните тестирања. Креираме следни генерации кои се функционално и практично неписмени, кои што не можат да фатат чекор со нивните, со другите деца и ученици во регионот, да не зборам за поразвиените западни земји. И за крајот би завршил. Мислам дека представниците на владата, извршната власт, целата коалиција, треба да излезат од состојба на длабока контемплација, поради тоа што ова бара сериозна активност и сериозна работа. Никој нема да биде крив, целата одговорност е во владината коалиција на ВМРО ДПМН, знам и на ВЛЕН. Гледаме дека, слушаме дека ќе опроширувале владиното мнозинство. Сакам да упатам јасна порака до политичките чинители, пратеници кои сакаат да се придружат на оваа коалиција, добро да размислат дали ќе оправат тоа, поради тоа што очигледно е дека нема волја оваа коалиција го продолжи европскиот пат. И благодарам.